Апелацијски суд од Сан Франциско ја потврди претходната судска одлука на државата Хаваи, со која беше укината забраната за патување на американскиот претседател Доналд Трамп. 90-дневната забрана се однесуваше на државјаните на главно муслиманските Иран, Либија, Сирија, Сомалија, Судан и Јемен, и уште 120 дена забрана за сите бегалци. Судот на Хаваи обвини дека указот на Трамп е дискриминаторски, а судот од Сан Франциско објасни дека имиграцијата, дури и кога станува збор за претседателот, не е шоу за само еден. Според судиите, Трамп не успел да докаже дека луѓето од 6 муслимански земји и бегалците се штетни за американските интереси. Сепак и го потврдија правото на владата да го преиспитува процесот на проверки на луѓе што влегуваат во САД, во што беше претходно спречена со одлуката на Хаваи. Сега Врховниот суд ќе испитува дали забраната на Трамп била противуставна дискриминација врз основа на неговите предизборни говори. Освен тоа, претседателот се соочува со уште една тужба. Обвинителите од Мериленд и округот Колумбија покренаа случај против него дека го прекршил уставот и со тоа што ги задржал врските со својата глобална бизнис империја. Судирите на интереси на претседателот и се закануваат на нашата демократија. Не можеме да го игнорираме актуелното кршење на уставот од страна на претседателот и неговото занемарување на правото на американскиот народ како ново прифатливо статус-кво. Според обвинителите, во изборната кампања Трамп ветувал дека ќе ги одвои функцијата и бизнисот, но потоа одстапил од ветеното. Претседателот на САД, претходно за слична тужба за кршење на уставот, рече дека е апсолутно неоснована.